Влегуваат ли црквата и свештените лица во политиката или политиката во црквата? Денови во социјалните мрежи се сведоци на бурни реакции по две сосема диаметрално спротивставени објави на владиката Пимен и на отец Ивица Тодоров на темата Сорос и Соросоиди. Реакциите беа далеко од она што го промовира црквата: љубов, мир, толеранција, подадена рака. Ова беше повод топ тема на ваша страна да го побара вашиот став за тоа дали црквата е одделена од државата и излегува ли црквата од рамките на духовното и се меша во световните работи и во политиката. Еве какви одговори добивме. Сејат Халилович смета дека треба да ни е јасно на сите дека политиката навлезе во нас самите и токму политиката стана и фактор за семејни расправи и поделби, а црквата и било која друга верска установа нема право и не сме да се меша во политиката, но овде е Македонија и ништо не е чудно. Добивме многу кратки и конкретни ставови за тоа како се позиционира црквата визави политиката. Зоран Пинтовски е дециден дека црквата толку излегува од рамките на духовното што не достига уште клада на плоштадот во име на партијата за да сликата биде целосна. Каго од Охрид пак на својот твитер ни напиша: навистина одвоени, едните се на Илинденска, другите на Партизанска, додека твитерџијата со никнем Тантела објави: не е одвоена, заедно крадат. Никола Дујовски пак беше уште подиректен: во црквата доброволно се идентификуваат со ВМРО ДПМНЕ. Но имаше и спротивни мислења. Твитерџијата Протестантски Јоџа пак праша зошто професијата, во случајов професијата свештеник, би ги ограничила десувањето, перцепциите, коментарите на еден човек. Тој дополнува кој што подразбира под концептот на одвоеност на црквата и државата. Зоран Митрески имаше идентичен став и праша дали треба докторите, инженерите, електричарите и другите да зборуваат за нивната струка, а не за она што ги тангира од секојдневниот живот, дали било за Сорос или не. Постовите на отец Пимен за детето Џорџ и на отец Ивица Тодоров за борбата против соросоидите предизвикаа лавина од реакции за нивните ставови, но и против, а имаше и многу лични упатени до двајцата свештеници. Ви пренесуваме дел од нив. Роберт Коруновски на отец Пимен му напиша: и тебе те финансира Сорос за да правиш раздор меѓу верниците, шпион еден, ама ќе ти дојде крајот, ама за тебе и таквите како тебе наместо ужасен крај ќе има ужас без крај. Дени Коцев пак на владиката му порача да внимава да не му се рунат иконките во црквите и да не се прави експерт за се и се што, далеку се ти од високи политики, не ги разбираш, му пиша Коцев. Не беа ништо поблаги ниту коментарите кон отец Тодоров. Ацо Петковски му порача: отец Ивица, не се мешајте во политиката, ги губите верниците во црквата. Давор Петковски го потсети дека Македонија е секуларна држава и дека не доликува на свештено лице да коментира било што надвор од црквата, додека доктор Фалус на Твитер коментираше: отец Ивица не е необразован или глуп, но дефинитивно е продаден. Драган Алцинов му порача дека станал мегафон на власта и оти се ставил во служба на политичка пропаганда. Игор Новевски пак е згрозен како црковно лице блуе толку омраза кон другиот, кон неистомислениците и побара МПЦ да го санкционира отец Ивица. Јавно искажаните ставови на свештениците за жешките политички теми во државата околу кои се кршат копијата ја цртаа уште појасно поделбата која постои во општеството во своето најгрдо лице и долеа масло на огнот кој сега доби и своја верска димензија.